Тука сме пред кинотеката на Македонија, зад нас е она за кое што ќе зборуваме, нели, и што е навистина провокација. Ја чекавме оваа приколка да дојде овде во кинотеката за да бидеме на лице на место или на местото на настанот и да ви кажеме што е она што ќе се случува за колку, Мила? За еден час. Да, за 1 час и некоја минутка овде во кинотеката на Македонија, како што кажа ти, првото соларно кино ќе имаат можностите оние кои што ќе присуствуваат во кинотеката за час и нешто тука да видат еден интересен филм за него потоа, но прво ги поздравувам Мила Јовановска и Борче Кузмановски од Биди зелен или Go Green. Борче, да позборуваме прво пред да нели со Мила да се осврнеме на првото соларно кино. Ја одбележуваме цела оваа европска недела за намалување на отпадот. Што всушност треба да им кажеме на гледачите? На што сите ние треба да обрнеме внимание, не само оваа недела? Така, добро утро. Овој настан што го одржуваме денеска е дел од серијата настани кои ги одржавме во текот на минатата и оваа недела што ќе ги одржиме и го одбележуваме Европската недела за намалување на отпад. Колку е тоа важно, кажува самиот факт дека сите земји имаат собствен систем за справување со отпадот, но тоа што е заедничко за сите е хиерархијата во управувањето на самиот. Најголем приоритет се дава токму на спречувањето на создавање на количините на отпад, потоа на реупотреба, а потоа на крај и на рециклирањето. Добро, до каде сме ние на тој план? Младите мислам дека ги подосвестивме и сега со возрастните или немаме проблеми со нив. Се освестивме ли сите? Go Green активно работи на подигање на јавната свест и сигурен сум дека во наредниот период веќе ќе ги видиме видливи резултатите. Супер, да. Мила, што е она што ќе го видиме или што треба? Ама не, само да ви кажам дека за да гледате овде филм или првото соларно кино да го гледате, мора да донесете отпад со вас. Значи тоа е тоа, така? Така. За да уживаат гледачите во кино напојувано од соларна енергија, треба како влезница да донесат материјал што се селектира, односно што може да се рециклира. Ние тука имаме 6 вида на отпад што може да се селектираат во нашата мобилна станица за селекција, која направивме заедно со општина Аеродром и француската амбасада. Стакло, пластика, батерии, хартија, текстил и лименки. Значи, ја поставивме тука, над незе се соларните панели, кои што сега за жал немаме сонце и не се во функција, меѓутоа минатата недела на претходните активности што ги одржувавме, кога имавме убаво време и сончево време, ја наполнивме таа една батерија која што всушност се наоѓа сега во салата на кинотека, на која што ќе ги приклучиме прожекторот, звучниците и лаптопот за да го гледаме тој еколошки филм. Си беше еднаш една шума, е насловот на филмот, француски филм обезбеден од Францускиот институт. Да. Си беше еднаш една шума, доволна провокација за моето следно прашање. Ке си биде ли само една шума или ние ќе се обидеме заедно биде зелени сите ние како луѓе да се подосвистиме дека нели се зависи од нас? Токму така, се зависи од нас и се зависи од личните навики, секојдневните навики што ги правиме. Значи, еве, во рамки на ова Европска недела на намалување на отпад како повод, повеќе зборуваме за тоа, меѓутоа треба да сме свесни колку отпад произведуваме, зошто бидејќи отпадот е тој што завршува во депониите и не загадува, меѓутоа и за тој производи да се направат, потребно е да се истрпат некои ресурси, а тие ресурси ни доаѓаат од природата. За хартијата сечеме дрва, за пластиката искористуваме нафта. Значи, за металот исто, тоа е суровина што се наоѓа во природата. Сите тие ресурси се ограничени. Не можеме ние бесконечно да произведуваме за потреби и навики кои што може да ги смениме. Значи, зошто да купам кикирики во амбалажа, вакуумирани, кога можам на рефус од пазар или еви во поголемите супермаркети може да се, по грамажа да се набави. Зошто да носам или да купувам и да користам пластични кеси, кога може торбата или кесата што ја имам да ја реупотребам и да искористам повторно. Затоа и за поздрав се оваа новата регулатива што е за пластичните кеси. Од 1 декември, нели како што сите знаеме, има забрана за потреба на пластични кеси. Оно што ќе биде во оптек, што може да се најде, ќе бидат биоразградливи кеси и тие се наплаќаат по 15 дени. Ова е тој принцип на спречување на отпад. Значи, ние доколку го спречиме, доколку не го произведуваме, и те како ќе влијаеме на заштитата на животната средина. Да.
Добро, значи се е подготвено или Мила има уште некои дополнителни подготовки за да се случи ова што треба да се случи и кои се сте поканети или сите сме поканети? Иако не можеме заради пандемијата веројатно сите да влеземе внатре. Така, изминатиот период имавме отворена покана до оние кои што сакаат да учествуваат на проекцијата на првото соларно кино во нашата земја. Се пријавија дел, а другиот дел се ученици од средните училишта кои што ќе присуствуваат според капацитетот кој што го дозволува салата, нели според протоколите. Така да настанот беше отворен и да се пријават за другите, очекуваме посетители, ги очекуваме и средношколците кои што треба прво да платат со еден селектиран предмет отпад во оваа наша станица за селектирање отпад. Знам дека имате уште некои обврски, ама само уште кусот да ми кажете дали се сеќавате на тоа колку време му треба на одредени производи да, нели, да како да кажам, да ги впие земјата и да немаме проблем веќе со нив. Со годините беше страшно тоа. Се надеваме дека нема да ги впие земјата, затоа што ако земјата ги впие, потоа тоа знаете како понира, па подземни води, па во реките, па во изворите, тоа завршува кај нас. Многу години се потребни и тешко е да се каже, особено во депонијата, кога секој се натрупа и кога ќе не се овозможени услови тоа да биде селектирано и рециклирано, тоа цело ѓубриште, да го наречам таму натрупано, му треба многу време да исчезне и не исчезнува. Тоа туку така. Микропластиката, односно сета онаа пластика што после 500 години ќе се распадне, всушност таа се не се распаѓа, таа едноставно останува во многу ситни частички. И таа микропластика што потоа кога ќе заврши во почвата, во подземните води, во водите, во изворите, ја наоѓаме и веќе има истражување во рибата се наоѓа, во плацентата на мајката во утробата што го носи бебето. Значи таа микропластика е толку веќе опасна и толку треба да престанеме со употребата на пластиката и пластичните избори бидејќи производи затоа што навистина е штетна. Добро, ова беше колку само да ги освестиме сите оние кои што не гледаат. Мислам дека доволна провокација нема да има место за сите овде, но еве Мила витува дека повторно ќе имаме во подобри услови, да речеме кога ќе има сонце, повторно да се напои тоа едно чудо кое што го видовме околу 100 кила Бурча имаше заедно со Мила задача да го симнат, нели, од гепекот на автомобилот, но сега е веќе во кинотеката, доволно е напоено за да може да се изгледа еден филм. Беше еднаш една шума. Беше една шума. Да, беше еднаш една шума. Се надеваме дека ќе не останат сите шуми на број и ќе се зголемуваат толку одовде од кинотеката на Македонија и секако покана до сите средношколци, па и до сите нас. Не заборавајте на природата, ни треба.